Благодарам, председавач. Почитувани колеги, почитувана заменик министер, веќе четврти ден овде на Комисија за финансирање и буџет расправаме за буџетот 2020 година. И секако за последниот буџет кој оваа влада за среќа го прави. И не знам дали има нешто, дали остана нешто во овие 4 дена што од страна на моите колеги не е кажано, но сепак испровоцирана од некои работи се јавив за дискусија. Значи, секако дека не постои никаква дилема за тоа дека овој буџет предложен од Министерство за финансии воопшто не е развоен како што се пробува да се прикаже. Напротив, ова е популистички предизборен буџет со кој се потценуваат граѓаните на Република Македонија. И секако повеќе од јасно е дека ова така наречено инвестирање во човечки капитал го користите како ефтин популизам и груб обид за подкуп со државни пари. Но за среќа народот ве прочита и не верува повеќе во вашите предизборни лаги. А не ви верува, колеги, затоа што ниту 10% од вашата програма од парламентарните избори, ниту 10% во овие 3 години не успеавте да исполните. Наместо тоа гледаме како државните пари, односно парите на граѓаните на Република Македонија се одлевале кај заслужни луѓе. Односно кај луѓе блиски до оваа власт. Сите сме сведоци на огромните, на долгите спискови на надворешни соработници на СЈО кои били исплачени со дебели хонорари. Тие пари, почитувана заменик министерке, да ги наменевте за младите, за нивната едукација, тогаш ќе беше дека вложувавте во човечки капитал, а не и вака. Но свесен е народот, не можете повеќе да го манипулирате. Свесни се пензионерите на кои ја покачивте пензијата за 36 денари и ги убедувавте и нив и нас овде дека тоа е одлично покачување согласно трошоците за живот. За сега предизборно да кажувате дека ќе им ја покачате пензијата за 750 денари, бидејќи тие се луѓе кои го заслужиле тоа и сега треба да уживаат во своите пензионерски денови. Како тоа, колеги, сега тоа наеднаш ви текна? А само пред 2 месеци не убедувавте во спротивното, кога го одбивте нашиот предлог за враќање на старото законско решение за начинот на пресметување на пензиите. Свесни се и младите на кои му ветувавте студентски град, кој ќе бил како хотел со 5 звезди, со базени, фитнес сали, читални, библиотеки, се она што му е потребно на еден млад човек. Или пак да зборуваме за младинската гаранција, со која секој млад човек по завршувањето на своето образование ќе добиеше понуда за вработување или можност за продолжување на своето образование и сето тоа во периодот од 4 месеци. Свесни се и земјоделците кои во овие 3 години, за кои многу имам зборувано, се деградирани, омаловажени, понижени. Свесни се земјоделците кои во овие 3 години ги донесовте на работна екзистенција, кои едва и врзуваат крај со крај. Сите тие се свесни дека се излажани. Но тоа што јас ќе го зборувам понатаму е во друга насока, односно за странските инвестиции. И тоа, почитувани колеги, за не било какви странски инвестиции, затоа што ни секако ги нема, туку за странската инвестиција која во моментот се случува во Неготино. Поточно, од инвестиции во Неготино, оваа власт ни носи депонија. Додам со ред. До 27 овој месец траеше постапката за продажба на земјиштето во атарот на село Пепелиште, а на 29, односно денес, е закажана јавната аукција на земјиштето, кога со јавно надавање еден од пријавените на повикот ќе го купи тоа земјиште. И можеби во некоја нормална држава сето тоа така би функционирало, но кај нас е сето тоа поинаку. Фирмата заинтересирана да ја гради депонијата уште во 2018 започнува со процедурата околу изградбата на оваа депонија. А дека тие веќе се сигурни дека се идните собственици на тоа земјиште, но и на депонијата, го покажуваат бројните документи кои ги има во министерствата, но исто така и во нашата општина. Односно, тие веќе имаат спремна
потребна документација за депонија и тоа токму на таа локација. Еве како доказ за тоа можете да отворите на страната на општина Неготино, каде што има информација за одржување на јавна расправа на ден 26.11.2019, значи во вторникот, по студијата за оцена на влијание врз животната средина за изведување на проектот депонија на инертен и индустријски неопасен отпад во општина Неготино. Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот, пазете, инвеститорот ПИП Индустри ја достави студијата. А како што реков, дури денес беше одржана јавната документација. И за жал, колеги, за жал на моите сограѓани неготинци, јас можам да ви известам дека пред малку ми информира дека денес градоначалникот на општина Неготино дозволи да се изврши аукцијата за продажба на градежното земјиште за изградба на таа огромна депонија. За 33 милиони денари градоначалникот на општина Неготино го продаде здравието на сегашните и идни генерации кои живеат и ќе живеат во Неготино. За 33 милиони ги продаде неготинци. Значи, почитувана заменик министерке, почитувани колеги, од почетокот комплетна работа оди спротивно на сите закони кои владеат во Република Македонија. Но кај нас во Неготино така се продава земјиштето, очигледно, имајќи го во предвид самоволието кое што владее од страна на председателот на Советот и од градоначалникот Тони Делков. Инаку, почитувани, оваа депонија е планирана да се гради на 9 километри од Неготино, на 5 километри од село Пепелиште, на 6 километри од село Криволак, на само 200 метри од заштитеното еколошко подрачје Орлово брдо, на 4 километри од подземни пумпи за вода, од кои вода за пиење добива цело село Пепелиште. Значи, од таму пијат вода жителите на село Пепелиште. Со вода се снабдува исто така и дел од касарната во Криволак, како и војните објекти за сместување објектите во село Пепелиште. Депонија во самото подрачје на Вардарска долина, која верувам дека добро знаете е заштитено подрачје за производство на грозје и вино. Оваа депонија, почитувани колеги, планирано е да акумулира околу 1500 метри кубни дневно отпад. А за тоа, каков се отпад планира да се депонира, добро објаснато во студијата изготвено од самата фирма и тоа на 10 страни. Јас ќе ви прочитам дел. Жал ми е што овде беше колешката Лилјана Поповска, но си замина, би требало да го слушне ова. Вид на отпад, значи, отпад од фотографска дејност, отпад од термички процеси, отпад од кожарска, крзнарска и текстилна индустрија, отпад од рафинирање нафта, пречистување природен газ и пиролиза на јаглен, искористени гуми и возила, искористени возила, антифриз, небоени метали, обоени метали, пластика, стакло, друг отпад. Секаде е нагласен и другиот отпад, што не знаеме што се спаѓа. Неоргански отпад, батерии, акумулатори, отпад од олово, од цинк, од бакар, отпад од преработка на гасови, мил и филтер, погачи од обработка на гасови, отпад од други обоени материјали, отпад од аноди, од необоени метали, отпад од неоргански хемиски процеси, отпад од производство, формулирање, пакување, транспортирање и употреба на киселини, на бази, на метални оксиди, фосфорна згура, калциум, отпад од земјоделство, хортикултура, отпад во самиот погон, значи че има отпадни води што содржат опасни супстанции. Сето ова е од студијата на самата фирма инвеститор, која што пред време знаеше дека ќе биде инвеститор.
И ред други работи, но со еден збор, накратко ќе ви кажам, се освен нуклеарен отпад, освен нуклеарен и радиоактивен отпад. Но имајќи во предвид која фирма е таа што ќе инвестира во Неготино, и тоа не би не зачудило, не би било чудно. Кога сме веќе кај фирмата што ќе ја гради депонијата, собственик и кособственик на ПИП Индустри е бивш технички директор, странски државјанин на Дризла. Во време на афера на исчезнување на 3000 контейнери високотоксичен отпад. Колешке Честојнова, ќе ве молам да не употребуваме називи на фирми Нема да кои што употребуваме можеби ќе им сметат во нивното реноме и работење. Така да се задржиме на зборувам за инвестиции и позицијата што е на странски инвестиции како индикатор на буџетот. Значи, како што реков, во време на аферата на исчезнување на 3000 контейнери бил бивш технички директор, а тогаш актуелен на 3000 контейнери високотоксичен отпад. Истиот е поврзан со многу скандали за корупција, давање мито, недозволена трговија со сомнителен и токсичен отпад. Протерани се од повеќе земји од регионот и поврзани се со афери, но и со кривични пријави во Бугарија и Албанија. Значи, од секаде во регионот се протерани, доаѓаат кај нас во Македонија, ние ги примаме со расширени раци и нашиот градоначалник му овозможува во срцето на Тиквешијата да прави депонија. Дали треба да очекуваме дека истите тие, кои што овие пред малку ги кажав, со толку кривични пријави, ќе ни гарантираат дека отпадот кој што ќе го прибираат, ќе биде само од Македонија или ќе го носат целиот европски отпад. Повеќе од јасно е, тука колеги не станува збор, дека ќе се собира цел токсичен отпад од цела Европа. Неготино, а со тоа и Тиквешијата ќе бидат темпирана бомба. Повеќе од јасно е дека и подземните води ќе се загадат, дека ќе се загади и воздухот и почвата, дека нашите земјоделски производи, кои се извезуваат на секаде низ светот, нема да го носат повеќе приматот дека се од чисто еколошко подрачје. Нема веќе да бидеме препознатливи како регион кој го извезува високо квалитетното вино. Оваа депонија ќе го уништи земјоделието. Ако досега го уништувавте полека, систематски, со неплаќање, со понижување на земјоделецот, сега ова е крах за земјоделието во Тиквешијата. Ова е бомба за Неготино, пак ќе речем. Оваа ваша странска инвестиција, која ќе работи 25 години, а нејзиното штетно дејство и последици ќе ги почувствуваат генерации и генерации, кои ќе живеат во општина Неготино и околината. Ова е буквално геноцид кој му се спрема на мојот град и на сите жители на општина Неготино, но и на околните општини, на Демиркапија, на Градско, на Кавадарци, па дури и на Штип. Почитувани колеги, ова е таа странска инвестиција која ова влада ќе ја донесе во Неготино. Бенефит од тоа се околу 33 милиони денари, колку што е продадено земјиштето, и околу 50 на вработувања, од кои 99% физички работници. Плюс гратис добиваме труење. Труење за сите. Може би звучи морбидно, но наскоро ќе стане реално тоа, колеги. Ако не се превземе ништо, меѓутоа верувајте дека ние во Неготино, без разлика на верска, политичка, национална припадност, нема да седиме со скрстени раци. Овде не станува збор за политика, не станува збор ниту за ВМРО, ниту за СДС. Овде станува збор за здравието и животот на генерации и генерации. И верувајте, жителите на општина Неготино овој пат се сложни и одлучни. Депонија во нашата општина не сме и нема да има. Ви благодарам.